Божи благослов. Пораката на Библијата. Библијата или Светото писмо ја открива вистината за Бог. Сите тврдења во Библијата се вистините. Библијата тврди дека е Божи збор. Бог разговара или комуницира на надприроден начин со човештвото. Само во Стариот Завет над 3000 пати е употребена фразата "Вака зборува Господ" или "Бог рече". Библијата е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистински Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Сите други, така наречени свети книги, се само човечка творба без божествен авторитет. Библијата дава одговор на најсуштествените прашања во животот. Низ сите векови во историјата, луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Од каде сме, зошто постоиме, што ќе се случи со нас кога ќе умреме и така натаму. Писмото објаснува дека Бог како личност го создал светот совршен во секој поглед. Меѓутоа, во него влезе гревот и го расипа Божиот совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение. Тие се најдлабоки прашања што му се важни на човекот, тоест на човештвото. Трето, Библијата ја открива Божјата природа. Таа го открива карактерот на Бог. Ако сакате да знаете каков е Бог, треба и мора да ја прелистате Библијата, поинаку нема да знаете. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива дека тој е љубов, праведен, свет, сегде присутен, вечен, сезнаечки и така натаму. Четврто, Библијата ни покажува како да стигнеме до Бог. Постои само еден начин да стигнеме до Бог. Исус го откри и рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене." Евангелие според Јован, 14 глава, 6 стих. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог. Бог кој постои и кој сака да воспостави контакт со нас, а ние со него. Тоа може да се случи само преку Христос. Тој што ќе го признае Исус дека е од Бог испратен, Божи син, го има и таткото. Само преку Исус се доаѓа при таткото. Петто. Библијата ја открива крајната дестинација на тие што не веруваат. Тие што го отфрлаат Христос и пораката на Библијата, ќе се најдат во најнепосакуваното место, пеколот. Тоа не е некоја црковна измислица за застрашување заради авторитет и власт над луѓето, туку реално место. Павле запишал: "Во пламенен оган за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господ и од славата на Неговата сила." Ова е запишано во второто писмо до Солуњаните, 1 глава, 8 и 9 стих. Потоа Павле во Филипјаните, 2 глава, 9 и 11 стих вели дека секое колено и јазик ќе се поклони пред него за слава на Бог Таткото. Со еден збор, Библијата открива дека по смртта постои суд за тие што ќе ја отфрлат нејзината порака. Шесто. Библијата има цел и историја. Таа не е серија со неповрзани настани. Таа ги евидентира сите настани кои имаат една цел. Во Библијата има почеток, советувања и крај со исполнувања. Го опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет, небесен, каде што ќе нема грев. Го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Сето тоа е запишано во Библијата. Библијата е основа за науката.
Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга. Но, мора да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на науката. Многу нешта однапред се кажани во неја, иако науката не била развиена. Библијата има и стандард на правилно и погрешно. Многу нешта од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал. 9. Библијата ни кажува како да живееме успешно. Таа ги опфаќа сите области на човечкото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените и пријателите и непријателите. Етиката и моралот се секогаш поврзани со верувањето во постоењето на Бог. Како резултат на таквата вера, се создава силен мотив на послушност и одражување на се што е добро, доблесно и честно. 10. Библијата дава одговор и на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата, дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле напишал: "А мојот Бог ќе исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос." Односно Филипјаните 4 глава 9 стих. Во книгата на евреите се зборува за Божјата грижа во секој период од животот. И вели: "Јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам." Евреите 13 глава 5 стих. Библијата не зборува само за некои општи работи, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите кои ја почитуваат и живеат според нејзе. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишано: "Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него ден и ноќе, за да пазиш верно се што е напишано во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите." Тие што размислуваат на Божиот збор и што имаат стравопочит од напишаното, Бог ќе им даде благослов. Во книгата на пророкот Исаија 66 глава 2 стих е запишано: "Па мојата рака го направи сето тоа, и така, сето тоа и настана, објавува Господ. Но кон ово јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор." А во првиот псалм е запишано: "Блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите, туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќе." И на самиот крај, Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог, вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот. А ова е запишано да верувате дека Исус е Христос, помазаник, Божи Син, и верувајќи да имате вечен живот во Неговото име. Тоа го запишал евангелистот Јован во 20 глава. Библијата е комуникација на човештвото со Бог, на секој поединец. Бог најде за сходно да разговара со нас само на тој начин. Бог, како создател на сите луѓе, сака да воспостави врска со секоја личност, со тебе, со мене, со сите. Библијата не е само книга, туку повеќе од книга, книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божји збор кој го менува човечкиот живот. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања, што му се потребни на човекот. Но најважно е да сватиш дека Бог ти нуди вечен живот ако ја читаш оваа книга, ако веруваш во Бог, во Исус Христос, и слава нему во сите векови. Амин.